што не е само наследство, туку активна сила. Таа сила има своја научна форма, своја структура и свој почеток во современата традиција. Еден од тие почетоци е токму делото на Димитар Ќепевски. А да го изучуваме, значи да ја градиме глината на сигурна и јасна мисла. Ви благодарам. Многу почитувана председателка и сакам да изразам голема благодарност за сите кои што помогнаа како пример, бидејќи различни и тоа сериозно различно. Тие диалекти кои што го прават јазикот жив се од исклучително значење како држава, тоа ние го имаме и признаено и го имаме меморирано во официјалната службена меморија, гледам тука имаме представници што не многу грабиат архивот на Република Македонија, па чисто како за информација да кажам дека Република Македонија ги има прогласено своите диалектите на македонскиот јазик како нематеријално културно наследство од особено значење под категорија. И неопходно е да се постави на историската фреквенција меѓу јазикот на Охридската книжевна школа и јазикот на вештачката интелигенција, во смисла не само што, туку и. На оваа историска фреквенција пред нас се отвораат две клучни прашања. Едно рационално, од областа на логиката и когнитивната лингвистика, тоест на начинот на функционирање на човековиот ум, а второ, од историскиот развој на македонскиот јазик и образованието во Македонија. Како студент во Белград, во време на бивша Југославија, сум размислил и мечтајал. Во случај да се ослободи Македонија, кој народен говор или нарече би требало да се земе за литературен јазик на македонците. Во дискусии со студите македонци сум го бранил гледиштето дека најдобри услови за литературен јазик на македонците дава централното нарече со говорите Тревско-Битовски. Како сопнет за државен стручен испит, сум го обработил прилепскиот говор кој труд на професорот Бенит многу да се допадна и ми препорача да направам некои дополнувања, па ќе се отпечати во јужностовецки биолог. Прилепскиот говор. Го бе проучувал говорот на Прилепскиот крај, уште во бивша Југославија, трисложниот акцент, како и трисложниот член, што се употребуваат во Прилепскиот говор, по ист начин се јавуваат и во големиот дел од централните говори, беа користени.